да успееш да насмееш германци. Тоа е како на плавуша да кажеш вид за плавуши и да очеквиш да освати. Тоа те прави тебе плавуша. Германциве ги имаат сите квалитети да не го разбират хуморот. Прво се од Германија, така. Второ, 90% се плави. Благодарение на еден дечко што направи природна селекција во 40-тите. Еден така со фризурче, бркојко четче, стално што се понашат ко да му пречи сонце ако ќе е пред публика. Ако си комичар во Германија, или си емигрант, или си ненормален. И во двата случаи те гледат ко смеса за сапун. Кај нив хуморот е меѓународен инцидент. В комши некоја се насмеет, ќе си мислят вонземјани дојдоја. Дури нашиве што одат таму да работат. И тие го губат хуморот ради адаптација. Да се најдат на меѓународен симпозиум разни народи и да си кажват вицо и да дојдат на ред германецов. Јас сум магионичар. Знам еден многу добар трик. Можам да направам да исчезните сите. Етнички. Јеби га, таков му е јазикот, кој ќе кажеш било што на германски звучи кога се караш. Фрикти факти сонде канде фрикти канди зајн. Господе, што ми изнарече овој прв пат го гледам. Уствари виц ти кажвит. Зошто слон не носи патики? Заш нема толкав број? Смеј се или ќе тубијам. Ха-ха! И на јапонски кој ќе кажвиш истото е. Немат смешка на јапонски. Харигуно, сато! Хај. А тие пак цело време се смеат ко зелени. Хај. Ама тоа не е, таму комичар да си, појма ке немаш да си добар. Шо и да кажеш, реагират. Сато. А се смеат затоа што зашто имат опасност некој од нивниве да ги сликат. Една од најјаките клетви е да дај Господ неубо да испаднеш на групна слика и да опамтиш цел живот да би На јапонски тоа звучи хајо гара сато ха. Германциве и јапонциве во Втора светска војна се бореа против сите што имаат смисла за хумор. Најмногу против евреите. Барам на германскиот Google, пишам joke и излегвит предупредување. Можно барање само за германски термини. Да побараш хумор во германски речник пишит мисловна именка. Една од причините за Холокаустот.